дека ќе говориме за немилиот настан кој што се случи минатата недела, каде што вработен од момент поток буквално крвнички притапа улично мало кученце со 20 удари по неговата глава. Во каква состојба е денес самото кученце, но и каква казна следува за човекот кој го претапа самото куче? Ово утро ќе слушнеме нешто повеќе од Радмила Пешева од јавното предпријатие Лаик. Добро утро и добро дојдовте во нашето утринско. Добро утро да сите гледачи на водителите во студио. Феликс е од вчера малку полоша. За жал, ветеринарите ни пријавија дека пискал на секој допир на телото, одбивал да јаде вчера, така што имаме едно благо, можеби влошување од напредувањето до сега. Се надеваме дека е тоа некаква моментална ситуација и дека ќе биде подобар понатаму. Ние редовно ги информираме граѓаните на нашата страна, социјалните страни и на Инстаграм и на Фейсбук и на веб страницата за како напредува кученцето, затоа што очите на јавноста се сите вперени спрема овој свиреп чин, према ова свирепо дело. Што се случува со казната, не знам. Тоа е сега во рацете на полицијата и на обвинителството. Се надеваме дека полицијата го направила кривична пријава за ова дело во обвинителството. Поточно веќе го знаеме и обвинителот, кој и се надеваме на најстрога казна. Законот мачење, убивање на животни, членот предвидува до 3 години затворска казна и се надеваме дека сторителот ќе ја добие. Пред се, затоа што би било срамота и за судот и за обвинителството во ваква ситуација на очигледно дело и на толку докази да не се постапи како што налага кривичниот законник и да не се даде највисока казна. Прво затоа што со највисоката казна 3 години затвор ќе се делува и врз јавноста и врз останатите сторители, а и врз самиот сторител да не го повтори делото, затоа што најчесто овие луѓе кои што покажуваат свирепост и измачување на животни ги повторуваат делата, меѓутоа многу често се од праксата тоа, нели, полициска и судска, се извршители на други кривични дела. Значи, поради инертноста на институциите и на органите за прогон, полиција, судство, обвинителство, ни се случуваат овакви работи. Ни се случуваат монструозни свирепости кои што после се реперкуираат и врз како јавноста и како охрабруваат едноставно повеќе луѓе да се однесуваат незаконски. Колку често имаме вакви случаи кај нас? Еве за ова кученце дозна голем дел од јавноста по самите видеоснимки кои излегува, но колку има вакви случаи кои што не ги знаеме? Ние ги знаеме, во главном луѓето ги пријавуваат и кај здруженијата, и на социјални мрежи, и во полиција. Меѓутоа, има многу, навистина има обесхрабрувачки многу. Меѓутоа нема соодветен одговор од страна на органите за прогон. Делото измачување на животни не го сваќаат сериозно институциите надлежни за да го гонат. Се надевам дека кученцето ќе оздрави, иако кажавте, на некој начин лоша информација, верувам дека ќе оздрави и верувам дека ќе имаме вклучување да кажеме нешто убаво на гледачи. Јас мислам го симна од аналгетици, рекој можеби сега, знаете, 20 удари со стап не е сериозна работа. Дури беше зачудувачки што така добро на почетокот се покажа, меѓутоа ние сите ќе се молиме за Феликс да биде добро. Се молиме и ќе држиме среќа. Ве благодарам многу за одвоеното време и што кажавме нешто повеќе за една ситуација и немил настан кој не сме туку така да се заборави. Ви благодарам за интересот. Се надевам дека го задржавме вашето внимание со една актуелна тема односно малото кученце Феликс кој што беше претепено од страна на вработен во момент поток минатата недела.